Може и да видите, почитувани. Бојана, добро вечер. Уште еднаш благодарност до твоите гости што останаа за време на целиот митинг. Професорката Иванка Додовска и патуваше со тебе од Скопје до Битола, затоа ќе ви отстапам сега простор да ги анализирате пораките кои што вечерва беа упатени од митингот во Битола. Има за што да се зборува со оглед на тоа дека се најавени две нови инвестиции, но и повторно стигна европска поддршка за ВМРО ДПМН. Токму така, Ирана, добро вечер уште еднаш од мобилното студио. Благодарност до моите соговорници со кои заедно го проследивме митингот на ВМРО ДПМН. Ни слушнавме и пораките од Жозеф Дол, лидерот на Европската народна партија, и ги слушнавме и пораките од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Со мене во мобилното студио повторно се професорката од правниот факултет Иванка Додовска и професорот од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола Златко Жоглев. Добро вечер и за вас уште еднаш. Добро вечер, Бојана, исто. Сега ќе започнеме прво со дамата професорке. Видовме видео обраќањето на Жозеф Дол. Тој порача дека со изборите на 11 декември нема да биде крај, туку ќе биде почеток, дека ќе се отвори едно ново поглавје во Македонија. Даде поддршка за ВМРО ДПМН, верува дека ВМРО ДПМН ќе ја добие на овие избори довербата од граѓаните, но смета дека ВМРО ДПМН ќе има голема одговорност да ја врати земјата на евроатланскиот пат. И исто така порача дека победникот ќе треба да носи одлуки, а поразениот да биде конструктивна опозиција во законодавниот дом. Како го коментирате вие ова? Повторно добро вечер, Бојана. Мило ми е што сум се уште со вас во мобилното студио овде во Битола. Навистина една преубава атмосфера. Имавме можности со професорот Жоглев малку и да подискутираме, но и да го осетиме целиот овој амбиент. Навистина оваа маса на луѓе, овие граѓани кои што се жедни и гладни да слушнат вистината и да дадат поддршка на она што е реално, на она што е изводливо и она што е исправно, и вечерва помеѓу битолчани, значи осетивме таа порака, навистина и од скандирањето ни од целата енергија која што ја дадоа и кандидатите за пратеници во петата изборна единица, како и обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски, исклучително е значајно да се потенцира. Предпоставувам дека и вашите гледачи веќе се уверија колкава енергија, колкава љубов татковинска има во овој народ и колку е силна пораката за единственост и за, да кажам, едно примирување, не само примирување, туку и помирување, простете, помеѓу сите нас, како би можеле, како што е и господинот Дол, председателот на Европската народна партија, или во неговата порака, да можеме да се вратиме на оние стратешки приоритети кои што се особено значајни. Воедно, во однос на вашето прашање конкретно, ова обраќање на вистина исклучително и доаѓа како уште една потврда за ставот на европската јавност за тоа какви политики спроведуваше власта под, значи, предводена од Никола Груевски, понатаму од господинот Емил Димитриев, под каков притисок беа ставени во изминативе 2 години, со што све не се соочија и колку многу мораа да издржат и како, значи, представници на извршната власт, но и како представници на една десна опција која легитимно беше избрана и ги доби изборите во 2014. Знаете, за да можете да се разберете со некој кој ве обвинува, треба да постои диалог. Во овој монолог каде што кој беше, значи, практично бомбардиран целиот, значи, ВМРО ДПМН и неговата, значи, коалиција, сите нивни партнери, сите луѓе кои што се преклонија кон политиките, кои што нудеа реално, значи, понуда до граѓаните, решавање на одреден статус кој што дотогаш беше нејасен во македонското општество, тоест граѓанинот кој што никогаш не беше консултиран за ниедно прашање. Јас вечерва, помеѓу другото, во нашите разговори беа спомнати многу моменти, меѓу другото и територијално-административната поделба од 2004-та. Да не заборавиме, тогаш граѓанинот не беше во прашање. Тогаш беа повторно интересни групи од левиот блок кои што се спогодија и ја продаваа Македонија за сопствени интереси и за сопствени, да кажам, потреби. Истото се случува повторно. И претходно се случуваше во првата влада на ВМРО ДПМН и на ДПА. Ние можеме да кажеме дека после 25 години плурализам созреавме како граѓанство. Но и добро е, и сметам дека е навистина одличен ветер во грб тоа што конечно и нашите европски партнери, еве пред некој ден го имавме министерот, австрискиот министер за надворешни работи, господин Себастијан Курц,
денеска имаме обраќањето на една особено влијателна личност која што доаѓа од конзервативна, една сестринска демохристијанска партија, но и една од највлијателните партии во Европскиот парламент, каква што е Европската народна партија, господин Жозеф Дол. Тој предходно морам да ги потсетам нашите граѓани, се обраќаше на 2 пати, давајќи им подршка на политиките на Груевски, но во тој период енергијата беше премногу згусната, одредени, да речам, непринципиелни политики беа премногу насочени кон рушење на власта и знаете, тој деструктивен бран на почетокот секогаш изгледа многу помоќен и од оноа што е вистина и оноа што е реално. Знаете, гледаме во овие последни денови од одбројувањето на изборниот циклус, дека овие нешта сигурно даваат потврда за тоа на кој пат и кој е вистинскиот пат, како треба да се однесуваме и да се едноставно релаксираме во поглед на одредени илузии и алузии кои што беа создавани за одредени прашања поврзани со владата на Никола Груевски, воопшто значи десниот блок и неговата коалиција. Професоре Жоглев, го слушнавме обраќањето на Жозеф Дол. Тој во своето обраќање рече дека со Пржинскиот договор се направени многу жртви, но дека и постигнати напредок. Исто така тој се осврнува и на оние вредности кои ги имаат двете сестрински партии, ВМРО ДПМН и Европската народна партија. Колку е моќна оваа порака и што значи неговата поддршка за ВМРО ДПМН? Поддршката на Жозеф Дол навистина многу значи. И ако сакам да укажам на една работа, дека ваквите обраќања на ниво на Европа и пошироко се вообичаена пракса. Меѓутоа, хипокризија е кога некои партии, кога за нив ќе даде некој поддршка, сметат дека е нормално, дури од луѓе кои воопшто не треба да го прават тоа, треба да се неутрални, непристрасни, например, како што го направи известувачот од Македонија, кој апсолутно не требаше страна да зазема, зашто треба и во извештаите да е објективен, кога тој за нив отворено застана на страната на партијата опозициона најголема, тогаш тоа никому ништо. Сега кога Курц се појави како представник на неговата партија да даде поддршка, кога сега Жозеф Дол дава поддршка, реакциите одма како тоа не е во ред и така натаму. Навистина тоа е некоректно. Дај нека се прифати, тоа си е нормална работа, тие нека се викаат луѓе кои мислат нив ќе ги поддржат, а од друга страна, другата партија која мисли дека нив ќе ги поддржат луѓе, тоа да се свати како една нормална работа, а не сега да се кажува нешто дека не е во ред, што сосема во пошироката демократска јавност во Европа и пошироко се смета за сосема природно. Сакам да кажам неколку работи други, дека овде во пораката Дол укажува, зборува за вредностите, значи зборува и за жртвите што се направени во овие изминати 2 години. Сакам да укажам дека се она што го има направено владеачката партија треба да се цени од еден друг аспект, дека сето тоа е направено во изминатиот период, сите постигања во однос на вработување. Ако сакате, тука тоа може да се множи со некој фактор поголем, бидејќи во време кога во Европа и беше и светската криза, кога се отпуштаа работници секаде, во Македонија не беа отпуштани работници. Видите, тоа е рамно и повеќе како да сте вработиле луѓе. Значи, тоа никој не го забележува. Ако почне да отпуштаат, кога беше криза и да има оправдување да се каже, еве, тоа се прави секаде и кај нас, тогаш подруга ќе беше ситуацијата. Луѓето треба и тоа да го ценат. Значи, цел овој раст што е направени во едни изморедно тешки услови. И тоа треба луѓето да го знаат. Меѓутоа, сакам да кажам за политиката воопшто, дека во политиката е многу важно политичките лидери да имаат збор и да стојат на дадениот збор и ги вреднуваат гласачите, политичарите и партиите според реализација на она што го ветиле. Досега ВМРО, ДПМН и Никола Груевски како лидер и како човек, она што го ветил, значи во најголем процент го има остварено и граѓаните на Македонија тоа го препознаваат и затоа неговиот рейтинг како политичар е убедливо највисок во последната деценија. Значи не се македонските граѓани кои политички немаат искуство, туку се многу сензитивни и македонскиот народ знае да ги препознае лидерите, дали она што го ветуваат реално се остварува и кога треба да се одлучи во прав момент да се одлучи.
посебно немам сомневање дека македонскиот народ ќе одлучи вистински во интерес на Република Македонија, а за тоа има доволно аргументи и во овие кампањи што се политички досега. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски сосема накусо, ако може да искоментираме, вечерва тука од Битола најави 2 нови инвестиции за овој крај. Што ќе значи тоа? Го слушнавме и неговиот говор и една кратка анализа на неговите пораки. Тој во својот вообичаен дух, позитивен, со многу енергија, настапува пред гласачите во Битола и секако сето тоа се препознава и народот видовме дека масовно реагира позитивно на неговото појавување и обраќање. Тој ја изложи, значи, својата програма и посебно се насочи кон програмата која што се однесува на пелагонискиот дел, на Битола, на ги најави 2 нови инвестиции, значи најавува шанса и живот за битолчани и за луѓето кои што живеат во овој регион, што зборува за големата желба и напор која што ја прави неговата политика за задржување на младите во Македонија, давање шанса и на другите центри освен Скопје, практично раздвижување и враќање кон нешто што го познаваме како меморија од некои други времиња, кога сите и помалите градови како и Скопје има свој живот, свој начин, свое стопанисување, своја културна димензија која што се развиваше и така натаму, и сето тоа е многу позитивно. Гледаме една навистина, тоа и претходно го кажав, но ете би повторила само уште во интерес на времето, дека ВМРО-ДПМН има една консистентна нагорна линија на раст. Тие се една народна партија која што навистина се обидува да допра до потребите на сите граѓани во Република Македонија. И се занимаваат со прашање, дури понекогаш кои излегуваат од десниот блок, со интерес да помогнат на Македонија, а тоа е добро затоа што покажуваат висока свест за тоа дека македонскиот народ и македонските граѓани, како и македонската држава, имаат потреба од едно, така да кажам, соединување, обединување и продолжување понатаму кон она што е најбитно, тоа е и НАТО интеграцијата. Професора, ќе се согласите ли вие со професорката Додовска? Да, јас би сакал да кажам само неколку работи. Прво, ова што кажа професорката Додовска, има една специфика на ниво на Европа, барем дека она што се однесува на десничарските партии во врска со економијата се покажа многу поефикасни отколку левицата, и затоа во последните години многу десничарски партии добија изборите во многу држави во Европа. Значи се покажа како многу поефикасни, многу попрагматични, дури и она што е традиционално поле на кое треба да делува и да се докажи левицата, социјалната заштита и грижата пошироко за граѓаните, да кажем така, десничарските партии подобро го праве и менаџираа со тоа отколку левичарските партии, и затоа и резултатите биле такви. Например, земете дури во една Турција, каде што имате десничарска партија на Ердоган, која што со економијата направи за Турција навистина препорот и затоа убедливо добива тој таму, без оглед за тоа што некој можеби не се согласува со некои негови ставови, меѓутоа тоа е една специфика. Но за Битола сакам да кажам дека она не само што го кажа сега лидерот тука, претходно е најавено 3 проекти што ќе ја препородат, мислам, Битола и регионот. Прво, патот експресниот што ќе биде до Меджитлија, значи бидејќи грците веќе го доведоа нивниот автопат до Ники. Втора работа е пругата, значи што беше порано почната и со граначалникот Талески како проект, тоа беше почнато. И третата работа е гасификацијата, која што преку Неготино-Аму, преку Прилеп до Битола ќе биде. Тоа ќе го препороди не само Битола и регионот, а ако има економски услови оправдано се рек да може да работи на газ, тогаш цел регион и во еколошка смисла ќе биде препороден. Ви благодарам за разговорот и што бевте повторно дел од мобилното студио на телевизија Нова. Благодариме да покажате. Исто ви благодариме и ми е мило што учествуваме вака во едни вакви разговори, се чувствуваме иако во поскромни услови како она што е во тој американски стил со мобилни вака автобуси, што е навистина нешто многу значајно за да може да има подобра комуникација и со граѓаните. Секогаш сме отворени за сите
да го слушнеме гласот особено на упатените и на универзитетските професори и аналитичарите. Ви благодарам уште еднаш. Елена, тука се одјавувам. Мобилното студио на телевизија Нова вечерва се враќа во Скопје, а утре е веќе на друга дестинација кај некоја од големите политички партии кои што одржуваат митинзи уште наредната недела, па на 11 декември, на 10 декември, односно предизборен молк, а на 11 декември Македонија гласа. Поздрав од градот на конзулите, поздрав до гледачите на телевизија Нова. Поздрав.